Следен е професорот Илија Клинчаров од факултетот за физичка култура на темата за дидактика, да не доза многу. Значи, добро вечер, Мака. Најнапред, и јас би за задоволство, што сум вклучен во цела оваа прикрепна, тоа е едукација на фитнес инструктори, да кажеме лиценцирање на обучувачи во областа на скијање. Тематиката, ќе да речем, што веќе најави која јас сум предавам на факултетот е дидактика, област што се занимава со наставниот процес. Темата ја дефиниравме за ова предавање како дидактички аспекти на ски обуката. Ски спречно, бидејќи ќе опфати и останати елементи, не само опско скијање, други видови на скијање, вклучително и сноуборд. Чисто за почеток, размислувам како да започнам ова предавање. Една дилема имам, нешто што да ставиме првично, прва слика, нешто што ќе биде интересно. Па ставим мака некој слика, малце да ви го привлече вниманието. Ако сакате еден коментар, можеме заеднички, овака кратко, сигурно гледате некој добар скијач. По однос на тие коментари што се напишени на слайдот, така. Има некоја симетричност, некоја добра представа. Ова чисто како овака малку да поттикнеме љубопитноста важна. Втората дилема, сака вакво нешто да ви ставам, како почетен. Ама ова ми беше превише авангардно, сега викам да не речете идејаме на факултет за спорт, ќе слушаме нешто скијање или кулинарски. Ама од аспект на некоја врска помеѓу палачинките и скијањево, па сега може би се врти вака нешто глава. Гледате тука некој шеф ги учи овие млади кувари нешто. Палачинки се вртат, може да си мислите нешто и има врска тежиште на тело, ротација и така натаму. Не е тоа, има нешто, ама не е тоа целта. Зашто е стегна палачинката се тука на слайд. Врската е дека во структурата на палачинката, што меѓу другото секта во светот, луѓето ја обожават, најомилени дури појаваци во светот, има одреден систем на, да кажеме, состојки што мора да ги содржи, да речеме дека тоа е палачинка. Тука е некоја релација, скијање и палачинка, ама ке се навратиме покосно малце на суштината. Следно, ајме сега да се вратиме на скијање, малце да се задлабочиме во тоа зашто сме дојдени, па малце имаке и вас да ве вклучиме на некои само обзерватори. На денешниот семинар, едно прашање за вас. Зошто се запишате на овој семинар? Со некој коментиравме пред да започне семинарот. Така сака некој чисто кратко да каже зошто се запишате. Што научно што појаш? Првично нешто со учење. Да кажеме точен одговор од старт. Значи, сте се запишале за нешто да научите. Не сте се запишале сигурно кога добиете лиценцата. Ќе ви значи, да кажам, по закон за скијалишта, најновиот закон за скијалишта на Република Македонија, строго предвидено дека инструктор на скијачки терен мора да покаже лиценца, да ја обележани така. Но тоа сигурно не е главната причина. Освен ова љубовта, желбата за спортот и така натаму, сигурно сте дошли нешто интересно да слушнете, да научите. Ево една вака општа прифатена дефиниција за тоа што е учење. Така, почитаме кратко. Учење е трајна или близко до трајна промена во разбирањето и однесувањето. Подразбира дека треба да се влезе во процес кој што ќе предизвика трајна промена на одредена состојба. Од аспект која е централна фигура во процес на учење, сега да не поставам прашање, сигурно не сум јас сега како обучувач тука, како професор, тој што е главен во овој процес, туку напротив кој е?
Тоа сте вие, ученикот. Ученикот е центар на процесот учење. Ова минатите предавања ги гледав на интернет, на професорот го потенцираме уште еднаш кога го утврдиме знаење. Значи, ученикот е тој кон кој што е насочено учењето и ученикот е всушност централната фигура во процесот учење. Инаку од аспект на тоа какви типови учења постојат, освен ова моторно учење кое што е најинтересно за нас, постои таков тип на когнитивно или афективно учење. Следно, има обично два термина кои што многу се преплетуваат, се надоврзуваат или така да речем на некој начин се мешаат помеѓу себе. Едниот термин е перформансата, а друго е учење. Или од аспект на моторно знаење, на моторно учење, едното е изведено движење, а другото е научено движење. Тоа е нешто како да се чини устар, нели е тоа исто, не. И правилно изведено движење не мора секогаш да значи дека тоа движење е научено. Има еден пример на оваа тематика, за да ви стане појасно. Може би ќе успеете во некоја ваша видна професионална работа, со добра инструктажа, добра демонстрација, да предизвикате кај вашиот ученик правилно да изведе одредено движење. Кога отиде на кафе, ќе се напие сок, ќе се врати, успешно го извел, среќен, научив, се враќа повторно да го изведе, го нема движењето. Значи, само направи правилна изведба, но не го научил движењето. Има вакви еден интересен пример на оваа тематика. Примерот е не е со прочинки, има јајце приказнава, ама еве вака е. Отварате фрижидер, зимате јајце од фрижидер. Има јајцето е живо, има некоја структура внатре, течна, желе состојба. Го ставате да се догрее, така, во вода, да врие. Што ќе се случи со јајцето? Ќе се свари. Ќе добиеме, што ќе добиеме? Ќе добиеме варено јајце. Ако го земеме варено јајце и го вратиме пак во фрижидер, ќе стане ли јајцето живо? Невозможно, ќе си остане варено. Еднаш за секогаш, ќе станала трајна промена на состојба. Другиот пример ви е, земате од фрижидер за длабоко замрзнување вода, замрзната, слеза. И го вадите тоа на собна температура. Што ќе се случи со водата? Замрзната со ледот, ќе се стопи, ќе стане течна состојба. Ако ја вратиме пак таа течна состојба на фрижидерот за длабоко, што ќе се случи? Ќе се врати пак во првобитната состојба. Примерот за тоа што е учење е примерот со јајцето, трајна промена на состојба. Примерот на тоа што е изведба, изведено движење е примерот со вода. Вака чисто малку да ви остане уште. Следно, нешто околу процесот на учење и фази некои. Сега ова малце не е толку вака примамливо за слушање, но мислам дека ќе ви го привлече вниманието кога ќе слушате што се работи. Освен некои познати изреки, имате на слайдот, кои што сугерираат дека без директно инволвирање во процесот учење, без така наречено искуствено учење, не може тој процес да кажеме дека се заврши. Мора да влезете во процесот со практично ваше реално учество, за да речеме дека тој процес е научен или некоја состојба е научена. Околу фазите на моторно учење, да не се навраќаме, минатиот пат, професорот по антропомоторика, Сајнец, професорот Јове, може би во некој професорот Јовановски видно предавање исто така ќе се наврати на таа тематика. Викаме дека учењето е завршено кога ќе дојде во некоја фаза на автоматизација. И сега нешто е вака надоврзување може би на тоа што беше кажано, дека треба да се поминат некои фази од аспект на компетентност во тој процес на учење. Првата фаза се вика, или стартот, процесот на учење започнува
кога јас всушност појма немам, едноставно кажано, што треба да изведам. Не сум свесен за тоа колку сум некомпетентен. Тоа ми доаѓа, има инструктори кои што веќе работат за скијање, тука не го настака. Сега не кажат мојата историски бекграунд у скијање и у инструктажа, ама ја ќе кажам долгогодишно скијачко и инструкторско искуство имам јас. Ама еве и вие сите некој што били доцна обука, ми дошол некој скијач пршо. И доаѓа ситуација, тотален почетник, да не знае што е падна линија, не знае кај се тргува, кај се опашкено ски, губи ориентација во време и простор. Не знае колку е некомпетентен, не знае што го очекува. За да можеме да влеземе во процес на учење, мораме прво да обзервираме што е тоа што треба да учиме, да стане свесен за својата некомпетентност. Тоа е втората фаза. Па за да може преку такви правилни изведби за кои што се говоревме, да дојдеме во фаза на свесна компетентност, кога ќе почне правилно да ги изведува од физички форми. И на крај автоматизацијата би всушност ова несвесната компетентност, кога без учество на тие високи центри во кора на голем мозок може одредено движење да се изведува. И тоа викаме во таа фаза дека движењето е автоматизирано. Или се формира во теоријата на Шмидт, Шмидтовата теорија за која што изборуваше професор Пушановиќ, некој динамички еграм, така се нарекува, запис во кората на големиот мозок, кој што значи дека движењето кога сакам го изведам, кога сакам, без да размишлам, кога сакам трчам, можам да скијам, доколку сум прошол некој систем на долготрајно правилно повторување на одредени активности. Има во теоријата на експертиза или на виртуозност една бројка, сигурно сте ја сретна да се подсетувам. 10.000 практични часа вложени во подобрување на одредена состојба ќе доведе до тоа да може да кажеме виртуоз постојање игрина. Јас сум извонреден скијач и останати содржини. Ова, малку да ме доближиме до скијањето, да биде преабстрактно. Вие некој скијач. Херман Вајер. По модело викате Херман. Ама Хирше сумир. Не е видно, никак. И он се пензионира, знаете. Меѓу најдобри скијачи светот на сите времења. Слика што прво вака нешто има на незе нешто за коментар, защото он не стаја случајно да го гледате, моце се одвоиле скиите од снег. Стрмна стаза, нека стаза за светски куп. И сега треба Киршер во некои милисекунди да, кога ќе го допре снегот, да приме информација, прво со мускулатура, да речеме, на стопала, долни делови на нозете, таа информација да ја процесира во управителот во мозокот, да ја процесира по други патишта, да ја прати повторно доле и да изреагира. Невозможна мисија. Да ваков стрелен терен, заведена стаза, тоа е овој круг е всушност предолг. Затоа Кирчер почнал да скија на капи, сега има видна снимка, треба да ги гледам, со цуцлава кој и прошол илјадници обиди вакви у својот живот, искуствено ги помена. Тоа што треба сега да се процесира во тој некој долг круг, се спушта тоа ниво на управување, од ниво на управување во високите кортикални центри, на некои субкортикални или дури на спинални нива, на ниво на рефлекси, без никакво учество на свеста, самото движење или самата ситуација предизвикува одредено рефлексно реагирање. Преминавме на нешто друго, ама тука сакам уште нешто да ви кажам. Една теорија е Шмидтовата теорија на моторни енграми, за која што се зборува.
Ама во моментов е уште една теорија на моторно учење многу актуелна, а е битна и во контекст на ова се што го гледате тука, а тоа е теоријата на динамички системи. Во оваа теорија на динамички системи, одредени ограничувања, кои што може да бидат од три категории, се тие кои што го креираат правилното изведување на движење. Значи, ограничувањата може да бидат од индивидуална природа, значи некои анатомски карактеристики, должина на моза, антропометриски параметри ги нарекуваме. Не може да се некои функционални параметри, аспект или моторички, аспект на мускулни способности, моторички способности. Тие се индивидуалните констренции или ограничувања. Вториот тип на ограничувања се ограничувања од аспект на околината. Странина на терен, каква е структурата на снег, слабо снег, заледена стазите. И третите ограничувања се од аспект на задачата која што треба да се реализира. Задача на одека е да појдека пиот. Задачата може да возам, да управувам скијата на една нога или некоја друго ограничување. Па, за да можеме сега да го доближиме ова, сега треба да ви пуштам некој видео за динамички системи, ама овие видеа се малце долги, а се дел од една програма на американски ски и сноуборд тим. Те си ги отворите линковите се тука дадени. Како може преку примера на вашите примери за динамичко учење многу добри резултати да се дадат во обуката, а посебно во усовршувањето на ски. Ова сега, началото да зборевме, еден обстоволец, на тематиката која ще стеки. Сега дојдовме тука, вашата улога како инструктори да ја изанализираме. Каде е во цела оваа приказна инструкторот по сноуборд, по скијање, елемат? Каде е ученикот? Кажавме нешто за каде е ученикот, више кажете. Погледате ме у шемава, тамо е ученикот. У центарот на кругот, центарот на палачинкава. Тамо е улогата на ученикот. Инструкторот е тој што со донесување на соодветни одлуки во доменот на тоа правилни вежби да избере. Од аспект на одредени наставни поседувања на одредени дидактички знаења, поседување на одредени наставни вештини, да организира таков процес на учење кој што ќе предизвика добар позитивен ефект во учењето. Дали се тоа правилен избор на вежби, дали се тоа добро издрани организацијски форми на работа, тоа се така наречени дидактички знаења, настави. Вториот сегмент е ова нешто професорката Ленчевината пат ви зборуваше, што исто така како вештина мора да го поседува на инструктор, а тоа се човечки сега, може да ги наречеме животни вештини, психосоцијални вештини. Како ќе искреира инструктор соодветна работна атмосфера, безбедност прво, пријатно задоволство, радост, река, без тоа не може да очекуваме успешен, да речеме, процес на учење. Ама ова врвот горе и овие моменти сега што ги зборуваме важат исклучително за сноуборд, исклучително за сите техники на скијање, исклучително и за алпското скијање, за кое што се највеќе се чувствам повеќе нешто да кажам. А првото, onda тоа третото триаголниче црвено, е се всушност техничките вештини, кои што се сега специфични во сноуборд, специфични се малку на алпско, по однос на некој друг тип на скијање. И тука сега мора, според моје најдлабоко уведување, ова го дискутиравме, тука има студенти од 4-та година, што се сега на предавање, има некаде. Да, го дискутирам на ова на часовите по дидактика на физичко образование. Според важните принципи сега по сите спортски дисциплини, дека мора да има високо ниво на експертиза
тоа што сака да го пренесе на некој, мора лично да го познава од длабочина, од технички аспект процесот кој што го обучува или го пренесува на некој свој ученик. Вако беше прашањето, за вас чисто за размислување. Дали можеш, ако не знаеш ти, да изведеш одредена техника, скијање, да обучиш некој со добри човечки и добри наставни вештини. Прво прашање е зашто не знаеш? Ако имаш некои ограничувања објективни, е прашање за дискусија, но во случај кога не ги поседуваш високите нивоа на технички знаења од областа за која што се повикуваш дека си способен да ги пренесеш, мислам тој процес ќе биде осуден на неуспех. Ќе биде долготраен, мачен, нешто ќе се обидеш, ќе биде фейк, ќе биде омашен. Значи, секој инструктор мора, тоа ако што сум го слушнал, да е најдобриот скијач, да е најдобриот сноубордист. Тој треба да биде репер за тоа како треба да се од технички аспект да се изработи да не учиш. Сега има малце нешто, може би много слободно, доколку сакате да се вклучите во дискусија, ќе ми биде драго. Има одредени теории, концепти кои што се општо прифатени во светски рамки, кои што го дефинираат скијањето од аспект на креирање или обука на вештини кои што се насочени кон тоа правилно да се осознае како се управуваат скиите. Скиите се тие кои што ги управуваат скијачот. Водлата тој кој што ги управува божество. Како одредени три категории на вештини во скијањето имаме од аспект на ротирање на скиите, контрола на ротирање на скиите, првиот момент. Вториот момент е контрола на зарабување на скиите, поставување на равници. И третиот момент е контрола на притисокот или на обтоварувањето на скиите. Мислам слично е кида нешто и од колку од едното, другото или третото ќе биде дозирано, тука е главна поента на палачинка, што спомнаме на почеток. Таков тип на движење таков тип на свиот, таков тип на техника ќе биде изведен. Ако дозираме повеќе на првата слика, повеќе моменти на зарабување, ќе имаме некои термини за што биде. Ако ставиме палачинка поише брашно, ќе имаме потребна палачинка, така? Постојат одредени фундаменти во алпско скијање што ги дефинирале тие развиени земји во алпското скијање. Па кратко е овака, од аспект на притисок, три фундаменти од овие што се напишени или се однесуваат на притисок, на оптеретувањето на скиите. Тоа е овака, ако изанализираме малце, единицата, која што се однесува на обтоварување на скиите напред и назад по должина. Значи, двојката која што се однесува на обтоварување од една на друга скија со доминантно обтоварување на надворешна скија. Третата контрола на степен на обтоварување преку интеракција на скиите со снег. И тројката ви се однесува по однос на зарабувањето и поставувањето на скиите на равници, а тоа се контрола на зарабувањата преку така наречени инклинација и ангулација. Може нешто сте прочитале, може би, ако сакате коментирате слободно. Тоа се извинете не кажат на почеток, креате рака, ако сте заинтересирани, слободно прекинете ме. Повелете. Па се размислувам отклонување на некој начин инклинацијата, сте го сретнале тој термин. Тоа се некои латерални поместување на тештето на телото во тој некој простор, ние го нарекуваме на фронтална рамнина. И сите
lateralnih dviženja na tjelото, vključujući i, na primjer, vzgovor na kolkot, imate abdukcije, tako naravno, vzgovor na gore skočen zglob ili dole skočen zglob, imate nekoliko dviženja štegibikama što se mnogo bitni specifične oskijanja. Koji što isto tako ovozmožuva je tako narečeni lateralni otklonuvanje na telo. Ako je to jedna linija, se izdvaja otklonuvanje to, će biti ova inklinacija, a dokoliko se naprava agli, te se narekla angulacija, to je ovakav da slobodan telo na to. I četvrti fundament je odnosna kontrola na rotiranje na noze temlja, razdvojeno od tijela. Se vika separacija na gornji i donji del na trupu. Pa imam jedno video interesno, ama je ovo čisto kao za diskusija, a i za vaša potreba je jedna preporaka, ima mnogo interesne stvari, ima enormno mnogo informacije na internetu, zborujem me sa neke od vas pred početak od seminara, da za razliku od pred 15 godina, pred 20, pa ja mnogo oskudnih informacija, sve može da nema nešto što ne, i od metodika, i tehnika, i CS, učitelno jednostavno. No, ima jedan forum, Pak skiseli. I go preporučujem ovaj sajt, site ljubitelji na alpsko skijanje, se vika skijačke diskusije na jednom visokom nivou. Učestvuje mnogo visoki eksperti od oblasti skijanja, cel svet, razmenuvati mišljenja, spodeluvati informacije. Od site aspekti za koje što se razgovarati, što se bitni, fundamentalni, za da go su znaje da skijanje to njegovata suština. Pa, evo nešto samo se ja čisto, ja sve da puštime, što je vezano sa nezavisno rotiranje na nozete v odnos četvrtu fundament, v odnos na trup. Interesno je zato je ovo puštom, neko je tanc zaprite nekoj. Ono gledajte koliko je to stavili trup. Razdvojena rotacija na nose. Ja ovo skidaju nema, ali ova glima, tako. Može ja nešto komentirati, komentirati trajanje, jezik, potencijalizanje, da si go primeniti. Tog parametar ili, ja ne znam, predosledno kako je to definirano, mora ski instruktora da ima jaka teoretska osnova. Da ima soodvetno teoretsko znanje za oblastnosti opreme. Сега нямаме ние дидактички материал спремен сега в секунда да ви го даваме по лице, но нещо планираме. Асоциацията дългорочно и разпълборите в сектора за скиване, да се подготвят на македонски язик материали. Имате сега ви оставих на Нов Зеланд, не защо Алиса жената чудата още сега последното, ако сега да тръка на него, защо ви е лесно достъпно, значи е свободен пристъп, че си го даунлодирате, нещо страни, много хубаво систематизирано, а позитивно е това, що нон-стоп го апдейтира. И е изготвено в координация со директорът на сектора за алпско скияние в Америка, се вика Джонатан Бауър, председател на професионална ски инструктор Асоциация на Америка за долно алпско скияние. Он е иsto включен. Гледате, в май 2019 ви е ова сега линкот od ovoj prireći. Znate, nešto ima i za anatomski i biomehanički parametri. Da сега kad čitate nešto, mora da imate neka osnovna studenti na fakultet za fizička kultura, fizičko obrazovanje, sport i zdravlje po novom, ima predmet biomehanika. Ima predmet anatomija, funkcionalna, ima predmeti oblasta koji što bi polagali. Mnogo работи od ove im se poznaju. За останатите може би што не се дел од областа, да биде интересно малку да навлезат во ова.
Сега за сега тоа нека биде кажано на овој простор. А ова е нешто што краткорочно можам вака да ви го најавам дека ќе биде подготвено сега во следен период. И тие што ќе бидете истрени, ќе дојдете на семинарот на снег, што ќе биде негде во јануари, можеби така, ќе некаде. Ќе се дефинираат точно датите. Веројатно ова е веќе некој сублимиран материјал, ова е некоја канадска асоциација, ама така малку е по-сликови и поедноставно можеме побрзо да го спремиме. Ќе го направиме на македонски јазик за делот на алпското скијање. Сега ќе се пребациме, ќе се префрлиме, извинувам, на второ триаголниче, во тие концепти битни кои што треба да ги поседува еден обучувач инструктор, а тоа се рековме наставните вештини. Треба секој да има одредено ниво на познавање на наставни пристапи во работа, одредено познавање овде кои се дадени прикази на некои извадоци од некои вежби. Мора да познавате фонд на вежби кои што ќе ги примените во вашите методски постапки на обука. Почнавме ние над групите, некои гледаме од групите кои што јас сум ги обучил на факултетот. Ние си разменуваме интерно, секој од нас инструктор има своји материјали, разменува со своите студенти, они веќе имаат нешто од овие материјали. Ова некој долгоречен клас сака на македонски јазик, што викам, со пристапност до информации, да го систематизираме. Ако беше работниот наслов пред 10 години, 100 и неколку чекориотски, почетниковски, експерт сега дека станаат 10 и неколку чекори, како тоа да се постигне. И во таа насока можеме да ви најавам дека се подготвува некој интересен материјал кој што ви користи. Ама тоа го имате и лесно достапно сега на интернет. Може и во делот на сноуборд, и во делот на општо скијање, на останати видови на скијање, многу убави информации да најдете. А е нешто што сум нашол јас, систематизирано ви препорачувам. Пак на американските сноубордиски тимови, нивниот сектор за едукација и тука, на следниот слайд ќе видите некој линк. Дава огромен фонд на вежбички со видеоматеријали кои што ќе може убаво да ги използвате. Значи, една база за делот на методска постапка мора да се да секој скриншот. А сега да ви зборувам јас за методика на скијање, методика на обучување на скијање. Вклучително некои општи методски прашања кои што ги учиме на предметот методика на физичко образование или тактика на физичко образование. Ќе ми треба сега уште некако на пресипиторски 1 сат, ќе ми треба уште 2 сати сега да ги обясним сите методи, принципи, зошто, како. Немаме време тоа денеска да го дискутираме, да кажеме некои општи настапи. Нешто во некои идни фази на креирање на некои поспецифични семинари, кои што ќе бидат групирани, веројатно претпоставувам во групи, па ќе се селектираат кандидатите по однос на ниво на умешност која што ја поседуваат, за кое ниво наблегуваат, за која приказна сакаат да се усовршуваат. Дали се во некој највисоко ниво за работа со врвни спортисти. Сака во тој дел да се нашати. Ќе правиме специфични обуки во делот на биомеханика и во делот на методика и така. Чисто вака сега за денес има 3 основни наставни методи. Едни од вие ова сега што го користи. Што е тоа? Вербална комуникација. Во секој спорт мора да се користи, па и во скијање. А ќе видиме и каде и зашто е потребно. Тој е многу битен метод во процес на моторно учење или демонстрација. Стекнување на визуелна представа за тоа што рековме, моја експертизата во делот на правилна изведба да биде максимално коректно демонстрирана од страна на инструктор. Ученикот, скијач или сноубордист
И видите, това ще го всеки ден е ваша работа, ще работят обучувачи, го копира, той ще го води. И дори можехме да препознати, ти си ученик на тия, неговият стил долу. Демонстрираш. Значи, тия се двата, да речем, помощни методи, али не много битни, а главният метод во спортски науки, нормално, практично, дай да скијаме. И само преку репетиција, практично повторување, така можеме да гледаме да успееш. А интересно нешто за постапност и за систематичност, може би интересно да се каже, мора да има нешто од лесен контекст. Мора да има проценка од ваша страна да поступи што е соодветно да се даде сега. Не да е некоја претешка вежба, му дадете нешто што реално е невозможно со неговото ниво на знаење во тој момент да го реализира. Само фрустрација ќе постигнете некој негативен ефект, ќе расипете техниката и ќе нема да го постигнете тоа што сме сакали. За фидбекот или повратната информација сакате мора да биде благовремено кажено. Како да кажеме, ако му дадат некој што се труди сега да задржи стабилна состојба, тие нешто губи балансите. Ти му викаш, буткај ги колената напред, му даваш некои вербални инструкции, толкава му правиш уште забуна што нема никаква претешка. Мора правилна информација, правилно време да биде насочена и правилно кажено. А сега треба да не должиме многу време емоција и поминува. Нешто околу дигитална технологија спомнавме на почеток. И сега се креираат некои алати. То, гледате, вика, дека е тоа нешто што ќе го запознаете вашиот Дмитрий Ковач на оваа страна. Значи, самата алатка дава инструкции. Ова ви од левава страна ете од 35 на почеток што го видовте. Вие најнова верзија се вика Snow Cookie. Не е Snow Palčinki, не е Snow Cookie на насловот. 3 сензори се ставаат 12 на скиите и еден во положба нега на горен дел од трупот. Мониторираат во текот на целото скијање што се случува во позиционирање ваше на одредени делови на телото, на поставување на скии на рамниците. Толку се усовршени, не се воопшто скапите. Утрчето стоја, тие што ги неке ги знаат. Порано само ги имале насад, некои најскапи репрезентации, сега секој може да си купи. Ако некој ги купи, вернолом или ги набави да ги пробаме. И јас да ги купим. Ова второва вие карф се вика. Тука сега се става подметнувач под стопалото. Па сега прави обзервација колку притискаш на кој дел од стопало, во исто реално време врака повратна информација преку мобилна апликација на телефон и кажува што прави. На некој начин го заменува овој момент на инструктор сега. Нема да се случи тоа инструктор да се тргне, а машини да учат скијањето. Инструкторот секој ќе има своја уloga, но ова чисто како информација е добро да го знаете. Сега ви ставите линкови од некои други алатки вакви дигитални. Може сте ги сретнали, ама чисто да видите нешто. Ке си ги отворите линковите, ке си ги разгледате. До тој степен сега како прототипови се, Росинјов и Елан се тркаат и моментов. На интерски молекира беше идејан, дозекли тука. Елан имаше и промоција на тој прототип, на комплетно се вика смарт скија, со интегрирани сензори внатре во скија. И во таа насока идната индустрија, нема да се веќе, идната индустрија на цела ски, сноуборд, да кажеме, индустрија ќе биде во тоа да се имплементираат такви некои дигитални алатки, сензори во дури во ски. Они си напишале, и едниот се прст, и другиот се прст.
вече сме паралелно заедно водят. Ова долната сликичка, макар што гледате подобро, ги личи некој така. Ко се личи? Точно. А тоа е еден систем, се вика X-Sense, и го води факултетот за кинезологија у Загреб. Тоа е проект сега што е актуелен. Костеличев лича нормално. И како да кажеме, грабаат со големи чекори. Таа презентација очекуваме дека после нова слалом дека има добри резултати. И ништо не е случајно. Кога ќе влезе наука, ќе влезе знаење, тој процес на тренинг, резултати се неминува. Тој модел е цела облека е со сензори. И во некои 3D анализи се бараат рол модели, што е тоа најоптимално да се направи. И во таа насока е нешто се работи. Во респект на пристапи во работа, ова е генерално познато сега за скијање, а е и сноуборд слободно нека се вклучи. Имаме два од секогаш до денес пристапи кои што се актуелни. Вториот е малце поно, што кажеме. А генерално едниот дека ако ни е целта горе таму да стигнеме до експреско скијање паралелно така, можеме тоа да го направиме преку користење на плужни техники или директно со само користење на паралелни техники. Тоа се двата генерални пристапи, сега на тие форми ќе слушате дека некои скроз ги исфрлиле плужните техники во процесно. За нас во инструкторското скијање се уште тоа не е одомакено. Не во Македонија, секој во Америка се протежираат повеќе тие системи кои што вклучуваат плужни техники во процесно. И од аспект на тоа дека се учи што е обтоварување доминантно на надворешна скија, постанување на скија на внатрешна. Значи, ние таа техника сега ја применуваме, а веројатно некоја средина може би ќе биде видена најоптимално. Ја би додал нешто и како може да. Многу Интересно е, пошто сега има деца кои што се вклучени исто во нашиот клуб, кои што прво научиле да бордат. Значи не знаат они да скијат, тоа е прашањето дали прво да научам да борда или да скија. За мене тоа е неважно, значи за едниот процес е потребно одредено време и за другиот. Меѓутоа оние што научија прво да бордаат, ни плук тоа им е, и се они бордаат супер. Плук им е нешто, не знам како да ви кажам, колку незамисливо. Имаше случаи кои што деца после неколку дена директно влегуваат во карта. И личен пример и мојата ќерка, да ви кажам, таа не е некој скијач, бордаре, меѓутоа одма се пати со бордар. Чисто ова сам, да не кажеш не се уклучи фич. Да, не фала ти за ова. Ама сега јас уште ќе ти уклучам, зашто си. Имавме на последно светско првенство еден случај за чехијата, која што трансфер направи сноуборд, кај како. Ево, да не го видам името. Шампионка у сноуборд, сега следам шампионка у Значи, линкот е тука, не е тоа скроз различен пристап техники. А ова е сега некој нов пристап метод. Моментално германците го протежираат, ама гледате, не се тие пак некој штап има таму. Од историскиве методи што ги презентираше професорот Никовски, сега пробуваат. Ова ми е интересно, не сум би го пробал. Као чисто да видиме што е поентата, а поентата е има дека на една скија ја тргате едната скија со стапот у средина нешто обучуваат. Што вика киде директно паралелно можеби учење на заво и така натаму. Чисто како информација го ставим да си го разгледате на линки од таа. Сега има и вакви, се приближам крајот. Има и вакви пристапи. Спомнавме нешто не само во контекст на кондиционирање. Значи користење ова на левава страна тамо, ви се ски симулатори.
Ако имате некоја информација дали постоја во Македонија, јас немам. Информација би било добра да ја споделиме. Лани на жал некоја време некој спомна нешто за Белград. Ама е. Права за ски тренинг. Не е за учењето за тренирање. Па сега да кажеме, Летно време. сега еве слушате, ќе ги отворите овие видеа. Едниот момент е усовршување на техники, гледате горе шифрени, останати шведски тим зборуваат позитивно. Но сега таа професионална ски и сноуборд инструктор асоциација на Америка разработила инструкционални видеа за учење на обуки, учење на техники, како бигинер, како некој среден свет, како некој напреден да ги подобрува преку користење на клетки симулатори. Во периоди која нормално нема значење, доминантно би било идеално да се учат техниките на знаење. И овој десниот дел, тоа ми е мене нешто многу интересно и студенти ја знаат тоа, дека и лично го практикувам и сум навлезен малце во таа тематика, а тоа е користењето на ролертите во делот на учење на ски техники. И цела програма се вика Skate to Ski. Повторно се таа олимпици од Америка, кои што учествувале во креацијата на таа програма. И сега работиме, вака можам да кажем, план сме да пробаме како почетник од кара, кој што никогаш не заставал на ски, преку некоја програмичка врта, што можеме да се приуштиме, лесно, да се обидеме некои сензации да потикнеме кај него, некои искуства да стекне пред да заставаме на снег, како ќе биде трансфер. Ќе видиме, некои следната дена ќе дискутираме за тоа. Мој сака од вас, слободно, јас ќе бидам пресреќен да ме исконтактирате, го видите мејлот, да се вклучиме, да се вклучите вие заедно во овој дел. Малку ти пресувам. Слободно. Ова сега што го спомнате, сега во тоа работа долго време. Да, знаеме. И во пракса да знам, дете, што знае да работат, Така? кога ќе држат барем двојно побрзо и солодат вештините скет, што определе тој што никош не станува да работи. И тоа е, мислам, многу логично и точно е. Јас сум го приметил со студентите и многу воочливо. А дури и скейт или лизгање со некои пократки ски у почетна фаза на обука ја продолжира на тие форумите и на лизгачките чекори, да кажеме, во почетна обука си многу интересни и на ски. Благодарам. Сега некако до крајот, ама за крај да биде нешто така поинтересно, да не биде супарно само зборување, нешто некоја видео играме, а малце ќе коментираме нешто дека трае видеото. Значи, изборуваше за ова третото триаголниче се станува. Креирање на некоја забавна средина пред се, во која што се случува некој процес на учење. Чувствување на безбедност, сигурност, атмосфера работна и така натаму. Сите моменти од тој дел на психосоцијални вештини кои што треба да ги поседува еден инструктор, сега можеме да ги видиме. Па еве, ја малце да се одморам, погледајте го видео. Кратко е. Ако учите некој дете да вози велосипед, на таа возраст и користи.
Слабо псуење нешто. Не. Отиде. Ajde, baba. Само сега, финалето е интересно, мислам, да го чекам. На репетиција, јасно, тоа е поента. Гледај, како осеќам, каква рана се предесна. Ова реално не се случи 3 минути. Сега што би ја предјавто, неколку часа циклус. Мислам беше интересно. За крај што да кажем нешто за така. Рака нешто ви одмори. Луѓето, ова некој нешто ќе коментирате. Помнат 10% од тоа што ќе го прочитат, 15% од тоа што ќе го слушнат, 90% од тоа што ќе го видат, 50% од тоа што ќе го слушнат и видат, 17% од тоа што ќе го кажат и напишат, 90% од тоа што ќе го направат. Можам да ви кажам само да посакувам успешно спиење, убаво се женам, да се видиме на терен, Јаната Плачинки да ме виде.